старата Охридска школа, таму, каде каменот и денес шепоти, се создаваше нешто повеќе од букви. Таму се раѓаше светлина. Светлина што ги отвара очите, ги буди умовите и ги зближува луѓето. Климент Охридски не оставил злато, ни оружје, ни градови. Оставил нешто поголемо. Слово што останува. Слово што ги собира вековите во една мисла. Учењето е дар што никој не може да ти го земе. И затоа денес овде, пред нас, ќе проговорат самите книги. Книги што го носат духот на времето, што сведочат за неговото дело, неговиот труд, неговата љубов кон учениците. Слушнете ги внимателно. Нивните гласови започнуваат таму, каде што почнува светлината на Климент. Имав 14 години кога прв пат го видов учителот Климент. Доаѓаше од далеко, зборуваше со нашиот јазик. Јасно, топло, нежен, разбирен. Во школата немаше клупи, немаше табли. Имаше само гласови, пергамент и дрвена маса. Климент велеше да се учи, значи да се осветлува. И не учеше да пишуваме. Секоја буква како молитва. Оваа книга е за мене, ученик кој што го ги учи буквите, со желба да го разбере светот. Тишината на школата. Гледат како се пали првата светла, како се испишува првата буква, како учениците шепот аз, тухи, веди. Патува во тојби, со мантиите езиците, ни студени зими и топли лета. Климент велеше, книгата е светлина, ако човек го разбере. Јас самата сум сведок на векови чакови и човечки желби. Јас сум жив збор, патрик низ времето, сведок на се што човекот учи, чува и пишува. Години поминаа, како прв пат ја држев дрвената табличка за пишување. Од зори до мрак. Слушав само гребење на перото и тивки чекори на учениците. Пергаментот беше скап. Мастилото тешко се правеше. Но секој ред ни беше повреден од злато. Климент велеше, зборот е жив додека некој го пишува. И затоа пишува, бавно, внимателно, со страв да не сгрешам. Оваа книга е за мене, човек кој го минува својот живот меѓу мастило, пергамент и тишина, за да не исчезне знаењето.
чувари од заборавот. Стравував од влада, од оган, од војници кои не знаат вредноста на зборовите. И завиткував ракописите во платно, ги редев по кутии, ги носев од место на место само да достана живи. Климент бележи. Да се учи, значи да се создава. Не треба само да се напише, треба да се сочува. И јас го чувам неговото наследство, како да е моја собствена. Оваа книга е за мене. Чувар кој ги штити зборовите од темнина, време и заборав. Прв пат ги видов тие букви учени. Чудни, округли. Различни од се што читам секој ден на екран. Не разбирав зошто се важни, додека не слушнав дека некој некогаш ги пишувал со трпелива рата и ги чувал со својот живот. Ние денес се имаме за миг, но се исчезнува со еден клик, а тие зборови останале со векови. Ние понекогаш забораваме чие наспред сме носили. Почнав да ги гледам старите букви како мост, а не како минато. Климент веле, знаењето вреди само ако го пренесеш понатаму. Оваа книга е за мене. Млад човек од денешницата кој се прашува што значат старите букви во дигиталното време. Како изгледаше еден училишен ден кај Климент? Не ви беше досадно? Додевно, не, никогаш. Денот ни почнуваше рано, уште со првото сонце. Седевме покрај учителот. И изпишувавме буквите, додека ни стана тело мислата. Учевме, читавме, пеевме. Климент велеше дека секој ден е дате, ако научиме барем нешто мало. Немаше кога да ни биде стадено. Колку време беше потребно да се создаде копија од една книга? Немавте фотокопир? Фотокопир е да имавме такво чудо. Ние имавме само раце, тишина и многу трпение. За една книга ни беа потребни години. Затоа што пергаментот беше скап и ние бавно пишувавме, со страв да не сгрешиме. Но секој ред вредеше повеќе од злато, затоа што знаевме дека ќе остане за нас. Каде ги чувавте книгите тогаш, кога немало библиотеки? Во сандуци, во подруми, во цркви, понекогаш и подземја. Тоа беа нашите библиотеки. Абе, не ви е досадно со овие буквиве? Најмалку стваренја, слики, лајкови. Не. Секој ден с нетрпение очекуваа да прочитаат нешто од моите страници. Не сте заборавена кој денес. Од вашите приказни, сваќаме дека вашите дела не останале за нас. Тие живеат преку нас. Секоја буква, секој ред, мост меѓу вчера и денес. Ако Климент беше тука денес, се прашувам што би ни кажа. Гледам како стоите тука пред мене. А погласни од секој глас. Не сте хартија, не сте мастило. Вие не стареете. На почетокот беше ученикот кој се плашеше од буквите. А јас знаев дека во него гори оган. Оган што само чека да пламне. Во твоите страници уште јас слушам трепетливата рака, која ноќе под светлина на свеќе. Ја повторува истата буква додека не ја претвори во молитва. Ти си доказ дека трудот е повреден и од злато. Твојата тишина беше најголем штит. Знам дека те болеа рацете од тежината на сандачите, но ти не се откажа. Ти го спаси
Она за времето сакаше да ни го одземе. А ти што патуваш низ манастири, низ него, низ други земји, јас те создадов, ти и мене ме надживеа. Си видела повеќе од сите нас, си ги слушнала и молитвите, и плачот, и победите. На твоите страници времето не им може ништо. Ти што зборуваш со глас на млад човек, те слушам. Од твоите зборови ја гледам борбата меѓу вчера и денес. Борбата меѓу површното и суштинското. Но кога речи дека буквите ти станале мост, тогаш знам дека не сум живеал задно. Сегашноста ни е поврзан до поскоро од нашето време. Премногу е светла и гласна да човек да го слушне собствениот повик. Но запомнете, бидете глас, бидете чин, бидете искра. Искра што ќе ве осветли кога мракот ќе надвладее. Ако нешто научив денес, од препишувачот, од ученикот, од чуварката, од самата книга и од младиот тинејџер кој рече нашиот глас се уште се слуша, тогаш што е следно? Сегашноста не треба да чека иднината, сегашноста треба да ја создаде. И тоа сега, со вас, со сите вас. Колку повеќе ги слушам овие гласови, толку повеќе сваќам дека јас сум дел од оваа школа. Иако живеам во време што се движи побрзо од мислата. Нивните букви не се само минато. Тие се корен, а без корен секое дрво паѓа. Може би ние денес имаме се, но немаме смисла. А смислата ја најдов тука, меѓу нивните зборови, нивните стравови и нивната љубов кон знаењето. Сега знам, Климентовата школа не е само место. Таа е амана. Да учиш, да чуваш и да продолжиш таму каде што тие застанале. Затоа денес не дојдовме само да се поклониме. Дојдовме пред неговиот лик, пред неговото дело, пред неговата жртва, да дадеме заклетва, ветување, дека Нема да дозволиме нашето слово да замолчи. Нема да дозволиме нашето име да се избрише. нема да дозволиме некој друг да не ја пишува историјата, затоа што ние не сме само народ од минатото. Ние сме народот што секогаш кога светот ќе ни вели крај, ќе одговори: не, ова е само ново